Детските игротеки пред колапс и без слух од државата за нивно отворање се жалат од групацијата на забавни, рекреативни и едукативни дејности. Велат дека бројот на неработни денови бил трицифрен и веќе влегуваат во петтиот месец на кризата која почна во март. Председателот на групацијата Трајко Николовски за Алфа рече дека веќе немаат ни денар затоа што воопшто периодов и не работат. Мерката вели од 14.500 денари била недоволна, зашто прометот не им бил опаднат за 30% зашто е наменета, туку им бил намален за цели 100%. Препорака за наше отварање со добивање зелено светло. Буквално работата ќе се стави под контрола. Родендени нема да се прават било каде, ќе се прават токму во неспециализирани објекти. Тие објекти ќе се спасат од колапсот пред кој се наоѓаат. Повеќе од 150 комерцијални правни лица живеат и екзистираат од ова. Вработуваат повеќе од 1000 вработени. Тоа се 1000 семејства, директни вработувања. Состојбата во која се наоѓаме е алармантна, вели Николовски, и додава дека ако државата итно не преземе нешто, ќе бидат приморани да ги стават под хипотека своите домови. До Комисијата за заразни болести велат ги предале протоколите за работа, кои налагаат често дезинфицирање и проветрување на просториите. Родендените велат продолжуваат да се организираат во домашни услови и ресторани, кои главно се без соодветни протоколи. Родителите немајќи каде, голем дел од нив, родендените ги слават и во кафулиња, пицери, ресторани, бидејќи никој не може да им забрани. Родендените доколку би се славеле кај нас ќе бидат на дистанца по протокол, дури има и игри за деца на дистанца. Компаниите од секторот итно бараат финансиска поддршка во висина на половина од просечниот месечен бруто земен приход од времето кога работеа, како би можеле да ги подмират закупнините и режиските трошоци, но и покривање на платите и придонесите на вработените. Ако и натаму не се чуе нивниот глас, велат дека на 1000 семејства ќе останат без екзистенција, но и ќе бидат приморани да ги отпуштат сите вработени.